Почитуван министер за внатрешни работи, почитувани министри во владата, почитувани припадници на полицијата, ценети екселенции, драги сограѓани. Чест ми е да ве поздравам по повод 7 мај, денот на полицијата на Република Северна Македонија. Ова е значаен ден затоа што станува збор за структура која има незаменлива улога во спроведувањето на законите, одржувањето на јавниот ред и мир, почитувањето на човековите слободи и права и заштита на државната граница. Со само еден поглед врз овие исклучително важни надлежности, станува јасно дека од работата на Министерството за внатрешни работи во голема мерка зависи и довербата на граѓаните во својата држава и во незините највисоки институции. Таа доверба на граѓаните во институциите мора секојдневно да се потврдува. Независно дали се работи за мали локални инциденти, за борбата против криминалот и корупцијата или за големите глобални проблеми каква што е пандемијата на COVID-19. Повеќе од една година полицијата е една од клучните алки во справувањето со пандемијата. Полициските службеници се дено-ноќно задолжени да асистираат на здравствениот систем во спроведување на мерките за спречување на ширењето на вирусот. Затоа во името на македонските граѓани и во моје лично име ви благодарам. За да имаат зад себе постојано довербата на граѓаните, полициските службеници се обврзани достојно да ја извршуваат професијата што ја избрале. Во вашата работа неколку принципи се круцијални. Прво, почитување на законот и владењето на правото. Полицијата е институција која најчесто прва реагира на заканите по демократскиот поредок и по животот и имотот на граѓаните, и тоа ќе го прави успешно само ако дејства во рамките на законите, а не според желбите на поединци или влијателни структури. Второ, професионалноста. Полициските службеници се должни да се воздржуваат од злоупотреби или пречекорување на овластувањата и да не постапуваат арбитрерно во зависност од општествениот статус на поединците. Трето, нераскинливо поврзано со претходното, непристрасноста. Во секоја демократска држава законите важат подеднакво за сите. Затоа полицијата мора неутрално да ги спроведува законите, независно од етничката, социјалната, политичката, партиската или која и да било друга припадност на луѓето. Полицијата треба да е деполитизирана и департизирана структура од најниските подрачни единици до врвните сектори и управи во Министерството. Токму непристрасното постапување е предуслов за унапредување на односот меѓу полицијата и граѓаните, затоа што без нивна поддршка полицијата не може да биде целосно ефикасна. Четврто, пожртвуваноста во заштитата на животите, здравјето и имотот на граѓаните. Вашата професија е ризична. Денеска искажуваме почит кон сите полициски службеници кои во изминативе години ги загубија своите животи извршувајќи ја својата професионална должност. Кога во одбраната на правниот поредок и правата на луѓето ќе ја принесете највисоката жртва, тоа е доказ дека со полно право сте ја носеле службената униформа и значка. Пето, отчетност и транспарентност пред јавноста и пред институциите. Во оваа смисла е важен институционалниот надзор над полицијата преку внатрешната и надворешната контрола. Посебен акцент треба да се стави на превенцијата на корупцијата, затоа што треба да бидат сведени на апсолутен минимум случаите луѓето задолжени за примена на законот самите да го кршат законот. Улогата на полицијата е уште поголема во хетерогени општества какво што е нашето. Катализатор во напредувањето на таа соработка е соодветната етничка застапеност на сите нивоа во Министерството за сите граѓани на нашата држави да имаат целосна доверба во полициските структури. Исто така треба да се обрне вниманието на улогата на жената во полицијата. Тој процес е започнат, резултатите се видливи, но потребно е целосно надминување на стереотипите поврзани со родовата еднаквост, затоа што наспроти традицијата и предрасудите кои се особено силни во конзервативните општества, полицијата не е само машка професија. За успешно функционирање на Министерството, превенцијата е клучна, а затоа е потребно да се воспостават добри релации со заедницата во која се действува пред да се појават проблемите. Почитувани присутни во однос на сите претходно набројани принципи и параметри.
Неспорно е дека Министерството за внатрешни работи денес е далеку понапред во однос на состојбите од пред 5 или 10 години, кога институцијата беше само лошо камуфлиран партиски штаб. Меѓутоа, за успешно да ги исполнува своите задачи на законски и достоинствен начин, мораме да вложуваме во полицијата. Иако од аспект на безбедноста, со членството во НАТО влеговме во помирни води, сепак безбедносните предизвици, како што се тероризмот, верскиот екстремизам, сајбер нападите, кампањите за дезинформирање, хибридните закани нема да исчезнат. Досегашните реформи во безбедносно-одбранбениот и безбедносно-разузнавачкиот систем значајно ги подобрија нивните перформанси и ја приближија државата до меѓународните стандарди. Но реформите мора да продолжат, затоа што и безбедносното опкружување постојано се менува. Од таа смисла битен предуслов е модерната опрема и вооружување и стандардите во работните простории, но најважниот фактор за успех е сепак човекот. Мора постојано да се води сметка за стручните квалификации, селекцијата, вработувањето и обучувањето на полициските службеници, а напредувањето да биде врз објективни критериуми при што етичкиот филтер, односно интегритетот на личноста, или народски кажано образот, секогаш треба да биде во преден план. Почитувани припадници на полицијата, граѓаните и веруваат на државата онолку колку што веруваат во незините институции. А една од најважните институции во секоја држава е токму Министерството за внатрешни работи. Затоа очекувам и во периодот пред нас, како и досега, вашите задачи, кои се високоризични и сложени, да ги извршувате достоинствено и честно и да не се срамите кога ќе кажувате каде работите. На самиот крај уште еднаш дозволете ми на сите припадници на полицијата, на сите вработени во Министерството за внатрешни работи да им го честитам 7 мај, денот на полицијата. Благодарам.